Не смееме да заборавиме дека организираниот криминал е организација која што организираност која што повеќе од било која друга организираност представува закана за слободата и демократијата на секоја земја. Зошто? Затоа што ја невозможува можноста за слободна економска иницијатива. Затоа што тој пенетрира во економијата. И онаму каде што постигнува таков резултат, ако успее, тој дури успева да пенетрира и во политичкиот домен. Организираниот криминал е многу богат и тоа овозможува да се вклучи, му овозможува и да се вклучи, да се вметне во економијата, но преку интерфейс, преку слики кои што му овозможува да го миметизира своето присуство, да се сокрија за тие лица. На тој начин, меѓународниот транснационален криминал е присутен во секоја земја, за да може да се стекне со економска моќ која што потекнува од противзаконски тргови, како што е трговијата со психотропни состојки. Со Северна Македонија и со други земји од Балканскиот регион, како што е Србија, Црна Гора, Словенија, Хрватска, Босна, Албанија, Бугарија, Унгарија, од 5 јуни еве и Грција, беа подпишани писма за намери меѓу главните обвинители, кои што се надлежни во борбата против организираниот криминал и корупцијата. Помеѓу сите овие суди и обвинители се создаде еден вид на целосна поделба токму во борбата против организираниот криминал. Последниот состанок го определи конечното освојување на сознанието дека треба да се усвојат заеднички оперативни модалитети. Не треба повеќе да разговараме како треба да постапуваме, туку треба да разговараме како заеднички можеме да постапуваме. Затоа е од суштинска важност да се среќаваме и да разговараме, за да разбираме како подобро може да се справиме со меѓународниот криминал. Во овој поглед, токму Италија, конкретно италијанскиот директорат за гонење на мафија и на тероризам, преку Министерството за правда, определува проект наречен Sidna Secure Cloud. Тој проект е нов проект кој што би требал да им овозможи на обвинителите кои што потпишале тоа писмо за намери да имаат платформа која што одговара на нашиот информатички систем, на нашата база на податоци Sidna. Нашата база на податоци, што ние сакаме да ја реплицираме во разни земји кои што ја потпиша ова декларација за намери, и на тој начин да им понудиме една логична база на податоци и слична на она која што функционира во Националниот директорат за антимафија. Чекор напред се направи со тоа што оваа база на податоци може да се користи за олеснување на циркулација на информации. Замислете дека и меѓу нашите земји, оние и земји кои што пред малку ги спомнав, кои што ако ја споделат оваа иста информатичка платформа, ќе може да се движат со истите информации со кои што во Италија се движиме. Значи во Италија има 26 окружни обвинителства и ако еден италијански обвинител сака да знае дали во националната територија има друг обвинител кој што се справува со субјекти дел од неговата истрага, доволно ќе му биде да пристапи во базата на податоци и така ќе добие позитивен одговор. Нема да знае точно кој е тоа лице, което е поединец, но ќе знае дека има друг обвинител кој што води истрага против тоа лице. Па на тој начин ќе можат да се состанат, да се сретнат тие обвинители и да ги продлабочат заедничките истражни аспекти. Важно ќе биде многу нашите земји да можат да постигнат оваа заедничка цел.
Заедничко споделување, непосредно споделување меѓу нас, како што кажа и пред малку македонскиот државен новинител, и за нас денеска ова е прекрасен ден, затоа што ќе го потпишеме меморандумот за соработка и за спогодба кој што ќе ги засили уште повеќе споделувањата на информации на меѓународна правна соработка. Убедени сме дека циркулацијата на информации, познавањето на информации, размената на информации е од суштинска важност за борба против организираниот криминал. Вистинската богатство на правните служби е токму познанието, знаењето, познавањето на информации. Затоа е важно правосудните органи да можат да бидат поврзани, но не само во рамки на службени барања истраги, туку и преку едно непосредно спонтано разменување на информации. А јас верувам дека благодарение на денешниот ден уште повеќе ќе се засили нашата соработка и нашата комуникација, благодарение на кое што многу често сме седеле на иста маса. А така верувам дека треба и може да се направи еден чекор понапред за една поефикасна борба и побрза борба против организираниот криминал, независно од тоа каде се наоѓа и како се развива тој. Заложбите на полициските сили е ефикасен одговор и услов за враќање на правноста во рамките на една држава. Постигнувањето на овој резултат е возможен само со една координирана активност на сите. Добро е познато дека транснационалниот организиран криминал е глобална закана која што ги става во опасност, ја загрозува безбедноста на граѓаните, ја загрозува стабилноста на правните институции на државите и ја го спречува економскиот развој, затоа што се користи со ранливоста на општеството. Нашиот одговор на оваа глобална закана треба да се адаптира на едно сценарио во кое што криминалните организации ќе се покажат како способни толкувачи на предизвиците на глобализацијата, користејќи развивајќи можноста за склучување меѓународни сојузи и односи, исто така подпирајќи се на софистицираните технологии, овозможувајќи значи поголема соработка. Очигледно е дека безбедноста е жртва на променливи брзини, а за да се справиме со меѓународниот организиран криминал, важно е да се создаде една силна регионална меѓународна коезија и врска преку развој на еден координиран и синергичен пристап на сите форми на меѓународна билатерална соработка, мултилатерална и билатерална соработка, како меѓу полиција, така меѓу правосудните органи. Токму во оваа насока се одвива и проектот ИПА 2017 година, што Европската комисија одново одлучи да го довери на Италија. И тука би сакал исто така да се заблагодарам на колегата Каполонго и на сите колеги кои што секој ден ја остваруваат оваа акција, но исто така и да им се заблагодарам нашите меѓународни партнери ГИЗ и ЦИЛЦ, кои што имаат една јасна распределба на своите сектори на надлежност, како и во правниот, така и во полицискиот дел, со цел да се оптимизираат ресурсите и да се зајакнат техничките компетенции. Во оваа задача е суштинско значење да се подпреме на поддршката на Директоратот на Италија на борба против мафија и тероризам, но исто така и на сите агенции на Европската Унија и на сите меѓународни актери. Како што знаете, овој проект развива разни акции со цел да се справи и да се избори и да спречи форми на трансграничен криминал. Целта е да се разнебитат тие криминални организации, чија што цел се нелегална трговија и многу често целта на оваа нелегална трговија се земјите од Балканскиот регион. Сите активности кои што се превземаат во рамките на овие проекти се токму усмерени кон подобрување на меѓународната правна соработка, но исто така и зголемување на стандардите
и реквизитите за целосно правно влегување пристапување кон Европската Унија. Изборот да се овозможи поддршката на оперативните активности, поддршката на реализација на многу деликатни меѓународни истраги во земји во кои што се сторуваат кривични дела, силна точка е токму соработката меѓу полициите. Во рамки на активноста на борбата против организираниот криминал, кој што се води во соработка со партнерските земји, се истакнува како доста зачестена форма нелегалната противзаконската трговија со психотропни состојки, но исто така и трговијата со луѓе. Многу важни истраги се водеа со македонската полиција со поддршка на ИПА 2017 и тие го потврдија фактот дека овие кривични дела се многу присутни во Северна Македонија. Исто така, бегалскиот феномен и бегалските рути кои што поминуваат низ Балканскиот регион, ги зајакна исто така и овие форми на спречување и борба против криминалот. Во таа смисла, Балканскиот регион представува и многу значаен сектор на foreign fighters, на борби кои што можат да ги надминат границите, кои што можат да дадат успешно спречување на исто така и на тероризмот. На Јонско-Јадранскиот сектор исто така се развива многу голема нелегална трговија со кокаин и хероин, но исто така Балканскиот регион е главен за производство и шверц со марихуана, нелегална трговија со марихуана, и тука се присутни многу познати криминални организации од Источна Европа, но исто така каде што се закануваат врски со Пулската од Пулја, криминалната фамилија од Пулја. Ефикасната борба против овие феномени бара една безбедност која што се повеќе солидарна, каде што плурализмот ќе може да отстапи исто така и споделување на информатички содржини. Во овој контекст, обврските што земјите од Балканскиот регион ги продлабочуваат за размена на информатички содржини, токму во Македонија, во Северна Македонија, ИПА 2017 ги поддржува активностите чија што цел е да се олесни директниот диалог помеѓу националните бази на податоци со базите на податоци од Интерпол. На оваа тема беше поставен и акцент за време на Римскиот форум, кој што со години представува една значајна мрежа што Италија ја создаде за да се овозможи средби и соработка помеѓу полициските шефови од овој регион, за да може да разговара за разни стратегии на оперативна соработка. Италија смета дека Балканскиот регион е од стратешко значење, но не само поради блискоста на териториите, но исто поради пријателските односи што одамна не обединуваат. И затоа имаме заедничка задача и улога во борбата против организираниот криминал. Имплементираме цела една низа на иницијативи на билатерално ниво со европските партнери, но исто така и во меѓународно поле. Би сакал и да ги истакнам еден од главните инструменти за мулатерална кооперација, а тоа е мрежата на безбедносни експерти кои што се присутни во амбасадите во овој регион. Оваа мрежа на експерти пред се овозможува размена во реално време на значајни информации поврзани со истражните активности и представува исто така непосредна и многу брза ефикасна форма за соработка меѓу двете земји. Јас сакам одново да истакнам мојата убеденост дека Италија заедно со другите партнери од Европската програма работи за дефинирање на стратешките цели на третото издание, третиот проект на ИПА во балканските земји, кој што често цел ќе биде автоматизација и модернизација на составот на структурата и на интероперативноста на информатичките системи на податоци, закнување на механизмите на соработката,
на земјите членки во Евроджаст, како и зајакнување на обуката на представниците на институциите кои што го спроведуваат органите на правото и правосудните органи. Во исто време сакаме да им дадеме на земјите од Балканот и на Северна Македонија значајна улога во борбата против организираниот криминал и зајакнување на нивните структури преку развој на значајни реформи, учествувајќи со голема одговорност во иницијативите на меѓународна соработка. Јас би сакал да ви посакам дека вашите заложби, вашите задачи ќе ви гарантираат брза пат кон Европската Унија и дека нашата заедничка цел ќе биде и понатаму поддржана од мојата земја, од Италија. Ниту една држава сама изолирана не може ефикасно да се избори со организираниот криминал, бидејќи тој не познава граници, не познава нации, одједен или политичка или старостна припадност, и затоа соработката меѓу државите е многу значајна за справување со ваквиот криминал. Тој длабоко навлегува во сите сфери и засега и загрозува сите. Според тоа, едностранните реакции на државата не се доволни за ефикасна борба против организираниот криминал. За сузбивање на ваквите појави потребно е заедничко и координирано действување. Погледна ке наставно